Патот на македонскиот народ од еднокултурното осознавање во почетокот на 19-тиот до афирмирањето на модерната македонска нација и создавањето на националната држава во половината на 20-тиот век, формално од појавата на првиот печатен текст на современиот македонски јазик во 1802 година и првата посебна книга на тој јазик во 1814 година, па се до прогласувањето на современата македонска држава на првото заседание на АСНОМ во 1944 година во манастирот Прохор Пчински, ја представува историјата на македонската преродба. Македонскиот преродбенски процес се разликува од некогашната ренесанса во Италија од 14-тиот, 15-тиот, 16-тиот век. Тоа е всушност во македонскиот случај осознавањето, свеста на народот. Тоа е културата, јазикот, литературата, црквата и нацијата. Тој преродбенски процес во нашиот случај се разликува суштествено не само од италијанската ренесанса, туку се разликува и на овој процес во балканските словенски православни народи или само православни народи на Балканот. Македонската политички државна идеја е поврзана со македонската национално-културна идеја или со македонската преродба. Тие две линии може да се каже дека речиси паралелно се појавуваат во историјата на македонскиот народ и тоа се совпаѓа некаде околу половината на 19-тиот век. И сега, пошто е значена половината на 19-тиот век, за да ги поттикне македонците да почнат да резонираат и да дават одговори на прашањата кој сме ние, кој е нашето потекло, каков е нашиот однос во споредба со блиските балкански народи со кои живеат. За разлика од она што представувало вообичаен историски развиток за другите народи, создавање национална држава и институции, развиток на образованието, науката, уметноста и културата, обединувачка рамка за македонскиот народ во времето на преродбата, при отсуство на своја национална држава со единствен општествено-политички, економски, духовен центар, верата, јазикот и воопшто културата, представувала континуиран фактор во процесот на народното обединување. Во македонската преродба се воспоставува цврст однос меѓу македонскиот јазик, македонската литература и македонската култура. Се разбира, тој однос постоел и претходно во различни своји форми, меѓутоа треба да имаме предвид дека до пред преродбата јазикот во основа има црковнословенска основа, а по преродбата добива народнојазична основа, тоест народните говори влегуваат во основата на македонскиот литературен, на македонскиот народен јазик, а потоа тоа е и основа за македонскиот литературен јазик. Значи, македонската преродба е процес во кој се одвивал развитокот на културно-националната свест на современите македонци. Македонското културно-национално будење и раното македонско самоидентификување го регистрираме уште во 17-тиот и 18-тиот век. Засведочено уште во документацијата за бегалците од Македонија во австриските земји по Карпошовото востание во 1689 година, кои потоа делумно преминуваат во тогашната Јужна Русија, во денешна Украина, официјална Австрија нив ги прифаќа и ги третира како македонци од Македонија, а тие потоа пред руската државна администрација се самодекларираат дека се од македонската нација. Затоа кога руската императорка Елисавета II во половината на 18-тиот век заради идна војна со Турција создава посебни хусарски полкови од сите православни народи во Европска Турција, е формиран и посебен македонски хусарски полк со различни инсигнии, знаме, униформа и слично.
Тој процес го помага и европската картографија со бројните карти на античка и на современа Македонија, но и балканската хералдика, каде што со посебен нацрт е даден и македонскиот земски грб. На Балканот, без оглед што е во рамките на Турската империја, меѓутоа на Балканот национализмот почнува доста рано да се манифестира. И тој се манифестира прво во српското востание 1804 година за формирање српска држава против турците. Меѓутоа претходно се одвива исто така грчкото востание, особено 1822 година, и во српското и во грчкото востание учествуваат голем број доброволци од Македонија. Например, истакнати личности од Македонија во српското се Ичко, Петар Ичко, после Петар Чардаклија. Дури Петар Ичко го склучува првиот мировен договор. Тој е инаку драгоман во Виена, човек од Костурско од некаде потекнува, Чардаклија некаде од Маврово. Во грчкото востание 1820-22 па се движи грчката криза се до 1828 година, еден голем број на македонци учествуваат. Например, Караташо таму учествува и Марко Бочвар, кој што историографијата смета дека потекнува од Воденско, некако се префрла кај сулиотите албанци, тоа се православни, и после учествува со една екипа од 300 души, меѓутоа Караташо со неговиот син. После тоа има учесници од Охрид, Коњицата грчка се формира од македонци. Дел од нив стануваат генерали на грчката армија и остануваат да живеат таму. Кои се спецификите на македонската преродба? Во сиов овој процес, во првите децении од 19. век, словенството со православието беше основниот етнокултурен белег и за народот во Македонија. Со тоа, во границите на Османлиската империја, македонците се изделуваа од грците и се приопштуваа кон словенското племе, што често, и не само кај нас, се сваќаше и како единствен народ. Имено населувањето на словенските племења, кое што траело прилично долго, во долг период, и притоа со контактот со старосоделското население, односно античкото македонско население, доаѓа до една симбиоза на тие антички македонци со новите доселеници. И на тој начин некако започнува структурирањето, формирањето на македонскиот народ, кој што се одделува со свој македонски јазик низ историјата. Главната препирка меѓу македонците и бугарите, со намера да се расчисти кој што е, чии традиции од каде потекнуваат и како се именуваат, се одвива во 60-тите години од 19 век, некаде од 1860 до 1870-71 година, кога веќе бугарите мора да почнат да пишуваат за македонското прашање дека излезе на пазар и мора да се расправа јавно. До тогаш настапува на спорење дека македонците не се бугари, бугарите имаат друг корен, во Асен и Аспарах, а македонците си имаат свој корен во Филип и Александар Македонски. И тогаш настануваат тие компликации, бидејќи грците рекоа, па како може вие сте словени, а се повикувате на Александар Македонски и на античка Македонија. Нашите тогаш ја покрена девизата ние сме антички македонци со Филип и Александар Македонски како наши. Од каде таа идеја кај македонците да бараат врска со старата македонска држава? Прво во преданијата на македонците со генерации живее митот за Филип и Александар Македонски. А кога македонците се уверија во нивната посупериорна позиција, го отфрлија и бугарското обележје, па не можејќи да го користат само словенското како етнички недостатно диференцирано име, го прифатија територијалното обележје што од секогаш живееше во народот и посебно беше потенцирано во Европа. Тогаш македонците почнаа да се свртуваат и кон античката историја на Македонија. А кога пак грчката пропаганда
ги пречека со теоријата за грчко потекло на античките македонци, тогаш македонците ги прогласија и нив за словени, па на своето знаме го закачија Филипа и Александра Македонски како символи за маркирање на националната свест. Со тоа веќе е евидентна една историска свест што поставува мост помеѓу минатото и иднината. Например, учителот Ѓорѓија Македонски од кривопаланечкото село Радибуш во 1846 година вели: словенското писмо го изучив од татко ми Димитрија Македонски, кој што така се вика зашто сме македонци, а не грци. А неговиот татко се викал Јосиф, свештеник, а неговиот дедо Стојман, свештеник. И јас прекарот си го зедов македонски, а не по татко ми и по дедо ми, за да се знае оти сме словени од Македонија. Никој од врвните лингвисти не бил, би рекле, убеден дека македонскиот јазик не е посебен јазик. Биле некои убедувани од чисто политички причини, но чистата лингвистичка наука никогаш не подклекнала, би рекле, на тие предизвици. Целиот национален развиток на македонскиот народ во времето на македонската преродба е проследен со осложнувачки околности, кои идеите и заложбите на македонците за отцепување од империјата и за формирање своја посебна држава Македонија ја правеле речиси невозможна. Во македонскиот случај, бидејќи во Европска Турција Македонија остана како последна словенска православна земја во границите на Европска Турција, сите соседни држави кои се формираа веќе, конечно и со Бугарија 1878 година, пројавија претензии за земање на македонската територија. Со самото тоа се вовлекоа во Европска Турција соседните национални пропаганди, првин преку училишта, преку просвета, а потоа почна да формираат и своји општини, се до признавањето на нивните цркви. Учествувајќи во заедничките борби против грцизмот со бугарите, започнува да се варира името дека македонците се исто така бугари, да се шири тоа влијание и дека треба да се обедина со бугарите. И на почетокот тоа прашање се постава кај тие современици во смисла дека да се види тоа обединување дали е воопшта корис. И дел од македонските интелектуалци се определува за тој среден пат, така да се речи, би се обединиле со бугарите, но да видиме сега за јазикот и за другите интереси, особено подоцна 1870 година, кога се формира екзархијата како бугарска црква, која што прв пат словенска црква наспроти грчката црква после укинување на Охридската архиепископија, се јавуваат и другите прашања. Дали таа црква ќе пастирува само во религиска смисла и ќе биде во интерес на сите, или пак ќе биде наметната на македонците како што беше грчката и економски да го експлоатира и да го шири влијанието на бугарите и така натаму. Значи, судбината на Македонија зависеше и од надворешни и од внатрешни фактори. Тоа беа сосем поразлични услови од оние што ги имаа соседите грци, срби, бугари, па и романци. Исламизираните албанци пак, како владеачки правоверен народ во империјата, скоро секогаш беа една од клучните пречки за нашето изделување и ослободување. Тие беа всушност фактичките владетели не само на локално ниво, туку и во највисоките цивилни и воени власти од султановата гарда до врвот на портата. Исламизираните албанци беа јуришни одреди во војната на Турција со Австрија и во задушувањето на Карпошовото востание, како и со башибозукот во време на македонските востанија. И така, се до Првата Балканска војна, кога масовно учествуваа во Кумановската битка на страната на турците.
Од друга страна, духовниот живот на македонскиот народ до првата половина на 19 век беше исцело во рацете на веќе грцизираната Вселенска патриаршија. Бидејќи подосна се формира и покрај грчката, и бугарска, па и српска црква, па и романска црква, македонците останаа без можноста да формираат своја црква, бидејќи султанот не можеше да признае друга словенска православна црква покрај постојните. По руско-турската војна и Берлинскиот конгрес и по создавањето на вазалната држава Кнежество Бугарија во 1878 година, таа станува стожер на бугарската пропаганда. Таа действува веќе слободно во европска Турција преку црковно-училишните општини и бугарските екзархиски училишта, поставува екзархиско свештенство, отвора конзулати под форма на трговски агенции, читалишта, библиотеки и создава школувана интелигенција воспитувана во бугарски дух. Големодржавната идеја на Бугарија особено беше поттикната со решенијата на прелиминарниот Сан-Стефански договор од 1878 година, со кој се предлагаше создавање на една голема Бугарија во границите на бугарската екзархија. Додека не беше фиксиран литературниот бугарски јазик, значи нормативно уреден, сметаше дека треба да се направи еден среден јазик од двете наречија, да се земат правилата говорни и на македонскиот и на бугарскиот јазик. Дури Зографски Партенија сметаше дека македонското наречие треба да биде во основата на тој литературен јазик, бидејќи според неговата оценка македонското наречие или македонскиот говор или јазик е полнозвучен, построен и многу поубав во однос на бугарскиот. И никој не може да каже дека македонскиот јазик нема свој континуитет. Тој е препознатлив. Препознатлив е најпрво во говорената форма по својот акцент. Ретки се јазиците во светот што имаат акцент како македонскиот. Македонскиот е, би рекле, извонредно прецизен акцент, што го нема во ниеден друг јазик, го нема барем на овие наши блиски простори, а паралелите во светот се ретки. Тоа е тој трисложен акцент што многумина ги предизвикал за такви проучувања. Македонскиот јазик бил препознатлив со својот изговор, со својата фонетика и на вокалите и особено на консонантите. Старите лингвисти се интересирале за македонскиот носов изговор, познат уште од старословенскиот јазик, но и за изговорот на Ќ и Ѓ. Всушност и првиот докторат на македонски јазик е одбранет во универзитетите во Русија. Тоа е докторатот на Мазинг за македонскиот изговор на Ќ и Ѓ. Бидејќи бугарската интелигенција се определи за источно бугарското нарече, она нарече кое што е до Црно море. Логички, теориски сосема оправдано, бидејќи тие говорни бази не трпат влијание од никого, затоа што нема допир со ниеден друг јазик. И од кога ја формира нормата, тие инсистира само на таа норма и тука доаѓа до сударот меѓу македонците и бугарите, бидејќи тој источно бугарски им е далечен комплетно јазик и започнува расправата дека македонците не се бугари, дека едно се бугарите, друго се македонците. А токму сето тоа пак ја засили сепаратистичката тенденција во Македонија, што се пројави највидливо во битката за словенски јазик во црквите и мајчин во училиштата. Тоа најде израз и во учебниците на Анатолија Зографски во 1838 година, на Партенија Зографски 1857 и 1858 година, на Димитар Македонски и Димитар Узунов во 1867-68 година, Кузман Шапкарев во 1868-1875 година, Вениамин Манчуковски во 1872 година и Ѓоргија Пулески во 1873 година до 1880 година.
Ситуацијата скоро се усложнува со појавата на романската пропаганда, што се зароди веднаш по создавањето на Обединетата држава што се нарече Романија, а по Берлинскиот конгрес беше организирана Призренската лига со идеја за голема Албанија. Така, на Балканот го почнаа ривалството цел спектар големодржавни идеи, сите затемелени врз иднината на Македонија. А сето ова се одразува и врз свеста на македонците. Тие мораат да се изјаснуваат како патриаршисти, екзархисти, протестанти, унијати и така натаму, без какви и да е законски можности за свое именско маркирање. При тоа, отсуството на средновековен своеименски државен континуитет има клучна улога што како рецидив се чувствува и до денеска. Букурешката поделба на Македонија помеѓу соседните држави по Балканските војни во 1913 година, потврдена со Версајските договори по Првата светска војна, означи конечен триумф на националните пропаганди. Букурешкиот мировен договор представува пресвртница во историјата на македонскиот народ. Тогаш прв пат македонската територија и македонскиот народ беше разграбен, поделен и за жал останува во состојбата каква што ја гледаме и денеска. Тоа создаде нова ситуација и меѓу балканските држави и народи и некогашните национални пропаганди успеа да завојуваат територии во кои ја спроведуваа својата национална политика, го воведуваа својот јазик, српскиот, бугарскиот, грчкиот, еден дел и албанскиот, во еден дел од Македонија, и на таков начин доаѓа разбивање на македонското тело. Со тоа и преродбенските процеси зазедоа друг еден правец во својот развиток во борбата за национална афирмација на македонскиот народ. Но независно од сите влијанија, преродбенскиот процес е сепак континуиран и автохтон. Никнува и се изразува во нашиот историски и етнографско-географски простор и има полн континуитет во историјата. Борбата за своја црква и просвета, за афирмација на македонскиот јазик, фолклор и литературна реч и за раѓањето, формулирањето и конституирањето на македонската национално-политичка идеја наоѓа израз во организирани ослободителни акции и масовни народни движења и востанија, што се столбови на историскиот развиток на македонската културно-национална мисла и акција, што го завршуваат преродбенскиот период со создавањето на првата современа македонска држава. Природно беше учеството на македонците во ослободителните движења на соседните народи што беа на периферијата на Отоманската империја – Србија, Грција, Романија и Бугарија. Тоа ги будеше и ги подсилуваше импулсите и за сопственото ослободување. Таа тенденција најафирмативно беше изразена преку долго организираното разловечко востание во 1876 година и особено со големото и масовно Кресненско македонско востание 1878-1879 година. Во правилата на Кресненското востание, кој што се нарекува и устав на Кресненското востание, во преамбулата се пишува дека бидејќи злострекната судбина на Македонија е таква што она е оставена од непризнателната Европа повторно под турска повелба и турска власт, ги приморува македонците уште еднаш да ја пролеат својата крв за својата слобода и се повикуваат македонците како војници на Филип Александар Македонски да излезат да ја обноват македонската држава. По неговото задушување, револуционарното движење продолжи својата акција и беше формирана Македонската лига. Во 1880 година таа Македонска лига
заедно со војводите од македонските чети, во Гремен Теке, во егејскиот дел на Македонија денеска, беше одржано Народно собрание на Македонија, 80-та година, кое што формира и влада, привремена влада на Македонија. Во таа привремена влада нам ни се познати тројца членови, двајца македонци и еден албанец Али Ефенди, чии биографии се уште не сме ги проучили, меѓутоа се знае дека таа привремена влада дејствуваше во 1880-та и 81-та година. Тогаш таа распрати разни акти со официјални меморандуми до представниците на големите држави и на балканските земји, што има конзулати во Македонија, во кои ја објасни целта и задачите на привремената влада и на Народното собрание на Македонија. Тоа е и времето кога Ѓорѓија Пулески го здружи перото со пушката и по учеството како доброволец и војвода на српско-турската и во руско-турската војна стана кресненски војвода и ја објави првата револуционерна поема Самовила Македонска во 1878 година. Ѓорѓија Пулевски е една од најмаркантните личности во македонската историја воопшто, и ако сакаме да го опишеме онака како што најчесто го опишувале неговите современици, тоа бил еден горд галичанец, се разбира, роден е во селото Галичник 1822 или 23 година, а умира во Софија како емигрант во 1893 година. Тој е повеќе стран деец, што значи истовремено е комита, револуционер, војвода во различни антиосмански војни акции, но исто така и војвода во кресненското македонско востание. Истовремено тој е и културен деец кој што се занимава со на повеќе полиња, дава свој придонес. Тој е најпрвин лексикограф. Во Белград објавува два речника, едниот 1893 година, речник од 4 јазика, во кој што е содржан лексички материјал од македонскиот јазик, и во 1875 година речник од 3 јазика, во кој што и е содржан македонскиот јазик и е именуван како македонски, во кој што и дава значајни дефиниции за тоа што е македонски народ, јазик и така, Македонија како татковина и така натаму. Првата дводелна стихозбирка со македонско обележје Македонска песнарка во 1879-та, па ја формира првата словенско-македонска книжевна дружина во 1888 година и го заврши најобемниот ракопис на македонски јазик до ослободувањето Славјанско-македонска општа историја во 1892 година, објавен дури неодамна во издание на Ману во 2003 година. За нас се уште важи тој податок дека македонската народна поезија од 19. век е учителска поезија, но тоа е тој јазикот на образованието. И ние токму тука имаме податоци дека тој јазик бил воведен во образованието, независно по кои образци. Всушност, образованиот јазик можеме да го следиме и преку делата на македонските учители. Особено најдобар пример тоа е примерот, би рекле, на Ѓорѓи Пулески, на неговите речници. По тие мислам дека и денес ако се предава ќе се најде нешто точно или нешто незастарено, ако ништо друго да се најде таа творечка образовна структура, бидејќи тој однос на прашање и одговорот секогаш постои во образованието. Тоа беше веќе периодот на младата македонска книжевна дружина во Софија во 1891 година, со нејзиниот орган списанието Лоза во 1892 година, кога од нејзините пазуви се формира и Македонската револуционерна организација за политичко ослободување, како непосредно продолжение на децениската организирана револуционерна активност.
Во таква општа расположба се појави и новото движење на младата македонска интелигенција, што се афирмира преку лозарството во 1892, преку Македонското ученичко друштво Вардар во Белград 1893, што преку Македонскиот клуб и неговиот Балкански гласник во 1902 година најполно се изрази преку Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петерсбург во 1902 година, темелникот на денешната МАНУ. Тоа другарство го создаде првиот устав на другарство со кој го воведе македонскиот јазик прв пат во службена употреба со член 12 и 13 од уставот. На тој кодифициран македонски јазик беше создадена и првата книга македонска за македонските работи од Мисирков, а беше напечатено на тој речиси сегашен современ македонски литературен јазик и првото списание Вардар, што беше напечатано во Одеса 1905 година. Тоа другарство подготви учебници за македонски училишта, собра потписи за отворање македонски училишта на македонски јазик, за да се отфрлат јазиците на пропагандите во тоа време. Иако обидите на другарството за отворање училишта и пансиони на мајчин јазик најде на отпор и од веќе врховизираната македонска револуционерна организација, македонската колонија во Петерсбург ги продолжи традициите на националната преродба и застана против подготовките на Балканскиот сојуз за војна со Турција 1904 до 1912 година. Со формирањето на другарството беше добиено ново меѓународно признание на словенско ниво. Беше кодифициран современиот македонски литературен јазик и правопис, кој што прв пат уставно беше воведен во службена употреба. Беше објавена првата книга за македонските работи во 1903 година и првото списание на тој јазик и правопис Вардар во 1905 година. Беа подготвени првите учебници и беа направени подготовки за отворање училишта на мајчиниот јазик, а подоцна, заради омеѓување на етно и геополитичката целост, беше напечатена и првата карта на Македонија на македонски јазик во 1913 година. Тоа беше период на историски подвизи и судбоносни порази во 1913 до 1918 година. Борба за зачувување на територијалниот интегритет, за обединување на македонскиот народ и афирмација на културно-националниот ентитет, при што значајна беше и улогата на македонската револуционерна народна песна во националната преродба од 1903 година до 1944 година. Во времето на почетоците на македонската национално-револуционерна борба, значи кон крајот на 19-тиот век, во Македонија се појавува така наречената учителска поезија. Тоа е всушност револуционерна поезија во која што македонските востаници, би рекле, предводниците на четите со себе носеле и учители да ги запишат нивните подвизи. Се разбира, најчесто тие подвизи биле запишувани во стихувана форма, во онаа смисла што на учителите најмногу им се одветствувала таа форма. Тука е настаната една богата, би рекол, македонска литературна продукција на изворни, би рекле, оригинални македонски творби, кои што во народот се познати како народна поезија. Би рекол, не постои македонски револуционер за кого не е испеана песна, а всушност таа е испеана од некој од четите, кој што бил по професија учител, бил образован и ги обработувал тие настани. Искушенијата на војната и мирот во раскинатата Македонија во 1919 до 1934 година помина преку Версајската мировна конференција и односот на македонскиот разнебитен субјект,
од 1919 до 1920 година, низ крваво етничко чистење, екзодус и насилни асимилациони процеси во деловите на раскиратиот народ од 1921 до 1930 година, со превирања сред емиграцијата, михајловисти, протогеровисти и обединисти од 1931 до 1933 година. Тоа беше преломниот период на меѓународната афирмација на македонскиот културно-национален субјективитет и политичко созревање на нацијата во 1934 до 1940 година. Коминтерната сушност на 11 јануари 1934 година мораше да го прифати барањето на македонците што се бореа за македонска држава, дека се посебен народ со посебен јазик и посебна историја. А во тоа најде Коминтерната свој интерес и таа го поддржа тој процес. Таа резолуција потоа во друга форма беше објавена во македонско дело и изврши позитивна улога во затврдувањето на македонската национална свест и афирмацијата на македонската нација, јазик и култура. Тогаш дојде до израз Македонското културно-просветно друштво на студентите Вардар во Загреб, Белград и Скопје во 1935 до 1938 година. Но и активноста на Македонскиот народен сојуз во Соединетите Американски држави, Канада и Аргентина во 1930 до 1940 година. Особен подем направи Македонскиот литературен кружок во Софија, што настапи како продолжение на Петерсбуршкото другарство од 1936 до 1942 година, со масовна организирана продукција на печатени македонски литературни пројави и конечна афирмација на македонскиот литературен и публицистички збор. Во Македонскиот литературен кружок во Софија веќе македонскиот јазик не само што доби и меѓународно признание во 1934 година, туку на планот на литературата на мајчиниот јазик се создаваше завидна македонска драмска продукција. Чернодрински, Хаджидинев, Киров Мајски, Илјоски, Панов, Крле, Петковски и други. И модерна поетска литература. Марковски, Рацин, Неделковски, Наумчевски и други. Со сето тоа, веќе широко се афирмира и македонската национална свест, но и македонскиот јазик и македонската литература. Во основите на денешната Македонска академија на науките и уметностите лежи историјата на Македонското научно литературно друштво. Незината дејност е адекватна на дејноста на тоа другарство. Зашто тука беше создаден македонскиот јазик како литературен со фонетски правопис. Тука беше воведен прв пат во нашата историја во службена употреба тој кодифициран веќе јазик. Тука беше создадена првата книга, беше објавено првото списание, беше објавена подоцна првата карта на македонски јазик на Македонија од Димитрија Чуповски. Затоа се смета дека Македонската академија на науките своите основи треба да ги бара во дејноста на Македонското научно литературно другарство начело со Димитрија Чуповски како негов председател. Таквиот подем, како непрекинат континуитет, природно се влеа и во оружената национално-ослободителна борба од 1941 до 1944 година, продолжувајќи ја својата мисија и во новите околности. Првото заседание на АСНОМ ја инаугурира македонската државност, го заврши преродбенскиот процес и го отвори широкиот фронт на слободниот тек на сестраниот македонски културно-национален развиток, макар
и само на еден дел од етноисториската територија. Така се слеаја идеалите на Партенија, Миладиновци, Пулевски, Мисирков, Чуповски, Делчев, Рацин, Вапцаров, Кузман, Шарло и Ченто во единствен преродбенски процес на борбата за македонска културно-национална и државно-политичка афирмација. Тука не се незначајни последиците од разбивањето на Шарловиот покрајнски комитет на Комунистичката партија во Македонија за единствена ослободителна борба на целата етничка територија и за задоцнетото формирање на Комунистичката партија на Македонија од 1941 до 1943 година, но и улогата на Комунистичката партија на Југославија и Јосип Броз Тито во реализацијата на директивата на Коминтерната за издвоена борба на македонците според Версајската поделба и значењето на косовските единици и на темпо во формирањето и действувањето на Авнојската македонска народно-ослободителна војна од 1943 до 1944 година. Треба да се истакне и улогата на партизанската печатница Гоце Делчев на Лопушник и на партизанскиот печат за развитокот на борбата за македонски литературен јазик. Посебно место и значење имаше и македонската народно-ослободителна песна, како и печатените одделни литературни и други публикации во мобилизацијата на патриотската свест и за афирмацијата на македонскиот јазик и литературата. Природно дојдоа решенијата на првото заседание на АСНОМ како основа на современата македонска државност и завршен чин на македонскиот преродбенски процес на 2 август 1944 година. Тоа е историскиот македонски преродбенски развиток од зародишот на идејата до создавањето на државата, како единствен процес на борбата за македонска културно-национална и државно-политичка афирмација.